Еве, благодарам што прифативте за разговорот. Како Републички совет за безбедност во патниот сообраќај, како гледате на проектот Безбеден град? Безбеден град само ќе го напреди безбедноста на сообраќајот на патиштата, односно на улиците во градовите, особено на оние фреквентни улици каде што има голем број на возила и каде што изминатиот период, нели изминатите години беа на некој начин црните точки каде што имаше најголем број на сообраќајни несреќи и сообраќајни прекршоци. Со Безбеден град сообраќајот ќе се сумира и тоа веќе го покажа изминатиот овој тест период каде што според статистиката е намален број на сообраќајни прекршоци и сообраќајни незгоди. Од друга страна ќе се сумира сообраќајот, возачите гледаме дека учесниците во сообраќајот го почитуваат Безбеден град, особено од кога е нели објавен овој тест период и се очекува дека ќе се намали бројот на сообраќајни незгоди. Каде според вас овој проект највеќе ќе ја зголеми безбедноста? Повторно ќе кажам, на најфреквентните места каде што има најголем број на возила, каде што има поголем број на возила и учесници во сообраќајот, таму има и поголем број на сообраќајни прекршоци и сообраќајни незгоди. Не сакам да потенцирам дека проектот Безбеден град е само продолжување на веќе спроведените оние законски мерки кои беа во изминатите години, каде што 50 км на час беше дозволена брзина во градовите. Така да со Безбеден град нема ништо ново од тој аспект, туку само поголема на некој начин контрола на спроведување на законските одредби, луѓето да не возат побрзо од 50 км на час во град. Значи, ништо ново од аспект на брзината, особено што неважно е дали има полиција, има Safe City или вие, што е можеби најдобро, самите треба да знаете дека над 50 км на час не треба да возите, а некаде помалку во градовите, се со цел зголемување на безбедноста во сообраќајот. Каде според вас овој проект треба да се прошири? Еве, од надлежните институции одговорија дека ќе биде нели проширен и на коридорите, меѓутоа и во другите градови. Дали според вас ова снимање треба да биде буквално на цела територија на земјава за да се намалат сообраќајните несреќи? Јас не ми го коментирал тоа, но јас она што како представник на Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата во јавните кампањи го нагласувам и да се подигне јавната свест и сообраќајната култура. Не треба да ни е важно дали некој ќе не види, да поминеме или да не види и ете, ние сме возеле брзо и никој не каснал. Се работи за тоа да не возите брзо, да не возите под дејство на алкохол, да ги почитувате правилата и прописите, пропишаната сообраќајна сигнализација. Тоа е подигањето на јавната свест. Мене не ми е важно дали некој ќе ме види, туку ми е важно да возам безбедно, да стигнам од точка А до точка Б и да не го загрозам својот и животот на останатите учесници во сообраќајот. Ова најверојатно ќе го смири сообраќајот, еве народски кажано, на цела територија на Македонија доколку се спроведе, меѓутоа за да имаме безбеден сообраќај треба да имаме и безбедна и добра сообраќајна инфраструктура. Кои се според вас најцрните точки каде што треба да се интервенира за да имаме поголема безбедност? Јас ке повторам вака, сообраќајната инфраструктура не може да се шири со иста брзина како што се шири бројот на учесници во сообраќајот и бројот на возилата. Учесниците во сообраќајот се должни и треба да се прилагодат на условите на улицата или на условите на патот. Таму каде што е патот или улицата таква, ќе се прилагодите. Значи, ако пишува да возите 50 км на час, а улицата не го дозволува тоа, зарем ќе возите 50 км на час? Значи, ние сме сите должни законски, но и етички да се прилагодиме на условите на патот. Оттаму, сообраќајната инфраструктура едно, таа се гради, но повторно ќе кажам, не може да се гради и да се проширува со иста динамика, како што се доаѓаат новиот број на возила и новиот број на возачи. Така. Друго прашање е да ве прашам дали најверојатно институциите ги има статистиките, меѓутоа вашите информации што говорат се намалува, се зголемува бројот на сообраќајки со полесни, потешки и за жал и со жртви на патиштата.
Точниот број не можам да го дадам, бидејќи треба да објави МВР статистиката, таа обично кон крајот на февруари се објавува за претходната година. Имаме бележење на намалување на бројот на жртви во сообраќајот и на сообраќајни прекршоци или сообраќајни несреќи, но точната бројка ќе го чекаме. Она што на сите нас ни е важно е да ги спроведуваме правилата, прописите, пробишаната сообраќајна сигнализација, но и повторно ќе кажам да подигнеме малку јавната свест и сообраќајната култура. Safe City само ќе придонесе за уште поголемо зголемување на безбедноста во сообраќајот. Вие го рековте, зборот го смири сообраќајот, така вели статистиката, бидејќи бевме сведоци како се возеше, иако законот беше 50 км на час, сега од кога Safe City влегува во функција, очекуваме малку да се намали, нели, таа брзина и малку поспоро да се смири сообраќајот и да се зголеми со тоа безбедноста во учеството во него. Според возрастната граница имате ли кои се најчестите учесници? Претежно гледаме дека во последно време има и над 18 години кои се учесници во такви сообраќајни несреќи. Статистиката вели дека сите старосни граници, најранливата категорија секако се децата, но и старите лица. Околу децата, поради тој ние во текот на годината имаме разни кампањи во зависност од календарот на активностите на месецот. Имаме и често споменуваме, но имаме и кампањи за едукација на децата од најмала возраст и во училиштата заедно со МВР. Има некои проекти со Министерство за образование со кој има наставна активност за деца од 7 до 9 одделение, но генерално едукацијата на децата, освен ние како институции, почнува од дома, самите родители се правиот пример за децата како треба да учествуваат во сообраќајот. Ако детето од најмали нозе е сведок на родители кои не почитуваат правила и прописи, пробишана сообраќајна сигнализација и брзина, и тоа дете веројатно утре ќе биде слично таков учесник во сообраќај. Доколку детето е сведок дека родителите ги почитуваат правилата и прописите, тоа е добра поидобна точка тоа дете утре да биде кога ќе биде возрастен човек и учесник во сообраќај кој ги почитува правилата и прописите. Затоа и секогаш апелираме дека ние сме тие како родители и ние сме тие како постари генерации кои сме пример за идните учесници во сообраќај. Тоа ми беше следно прашање, што со нив дали треба едукативно да се спроведуваат некакви проекти, меѓутоа освен проектите кои што вие ги спроведувате заедно со полицијата, дали можеби во образованието треба да се воведат некои дополнителни часови во однос на ова? Токму тоа го кажам заедно со Министерство за образование, веќе се спроведува проект за едукација, наставна програма на деца од 7 до 9 одделение, каде што би содржало нешто околу сообраќајот, но исто така ќе потсетам дека и ние како Републички сојуз за безбедност во сообраќајот на патиштата и заедно со нашиот партнер МВР, секоја година имаме на деца во предшколска возраст, но и деца во од прво до четврто, пето одделение, еден дел каде што се едуцираат децата. Ќе те потсетам и ние како генерации, уште во градинка и во забавиште или каде веќе не, имавме боенки, имавме научеа низ прилагодена програма за таа возраст, црвено, жолто, зелено и сето она, лево се гледа, десно се гледа кога се преминува пешачка и премин, така да уште од најмала возраст децата се едуцираат. И на повторно ќе кажам, освен тоа, главниот можеби еден од главните примери се самите родители и ние како постари генерации кои треба да им покажеме на помладите генерации како треба, а не да излеземе на улица и да преминуваме на црвено или да претрчуваме таму каде што не треба, туку да причекаме, бидејќи непочитувањето на правилата и прописите и пробишаната сообраќајна сигнализација речиси секогаш може да предизвикат сообраќајна несреќа.